Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Не, тоа не е вистина. Никогаш не би го направил тоа. Понекогаш Петар изгледал како фалбаџија, но верувам дека навистина го мислел тоа што го кажал. Тоа никогаш нема да ми се случи мене. Дали некогаш размислуваш така? Петар бил многу сигурен во тоа време во текот на ноќта кога одел со Исус и другите ученици. Било темно и расположението било мрачно кога Исус одеднаш застанал и им зборувал. Токму оваа ноќ сите ќе се оддалечите од мене и ќе ме напуштите. Никогаш. Дури и сите други да те напуштат, јас никогаш не би направил такво нешто. Исус ги знае нашите срца. Петар, те познавам. Пред да запее петелот, 3 пати ќе кажеш дека никогаш не си ме познавал. Господе Исусе, никогаш нема да го направам тоа. Побрзо би умрел, отколку да се откажам од тебе. И другите ученици го кажале истото нешто, но Исус знаел подобро. Набрзо по ова, кога Исус го врзале и го одвеле неговите непријатели, сите ученици го напуштиле. И Петар бил исплашен, но го следел Исус на голема далечина, бидејќи сакал да види што ќе прават со него. Каде го носет? Во палатата на првосвештеникот. Што ќе биде со мене? Само да не привлечам внимание, па да ме затворат и мене. Петар седнал со непријателите на неговиот Господ. Со нив се топлел покрај огнот во дворот. Дали тоа било вистинското место каде што требало да биде? Пријател на Исус со луѓе кои го мразеле Исус? Еј ти, ми изгледаш познат. Зар не беше и ти со Исус? Јас? Од каде ти дојде таа идеја? Не знам зашто зборуваш. Видете, и тој беше со овој Исус. Тоа не е вистина. Дури не го ни познавам човек. Секој може да го каже тоа. Се разбира, и ти беше со Исус. Говорот те предава. Престанете со оваа глупост. Ви велам, не го познавам Исус. Вчудовиден, Петар погледнал наоколу. Во тој миг го одвеле Исус. Како што поминувал, тој тажно погледнал кон Петар. Тој поглед го пронижал срцето на Петар. И Петар се сетил на тоа што му го кажал Исус пред неколку часови. Петар го изневерил Исус. И многу му било жал. Излегол и горчливо плачал. Дали тој знаел дека и покрај тоа Исус се уште го сака? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!